Почитувани гледачи, добро утро од Кавадарци, од студиото на Гласно надежта. Поздрав од мене и од мојот соработник во режија Драгослав Методиев. Денеска сме со вас и во наредните минути ќе споделиме интересни содржини. На почетокот, еве да споменеме неколку сервисни информации. Денеска е 24 ноември 2021 година. Сонцето изгреа во 6 часот и 30 минути, а истото ќе зајде во 16 часот и 6 минути. Што се однесува до временската прогноза за денеска, таа гласи претежно облачно, претпладне на југоисток со локален дожд, кон крајот на денот облачноста делумно ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен, а попладне слаб ветер од јужен правец. Што се однесува до денешната температура, таа според прогнозата ќе биде од 0 до 6 степени во Тетовскиот регион, во Скопскиот регион од 6 до 9, во Кумановскиот регион од 6 до 10, Беровскиот регион од 4 до 7 степени, Струмичкиот Гевгелискиот дел од 9 до 10 степени, потоа во Тиквешкиот дел од 7 до 9, Прилепско-Битолскиот регион од 4 до 7 и Охридскиот дел од 4 до 10 степени. А што се однесува до прогнозата за утре, таа вели дека ќе биде повторно променливо облачно, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, особено изразен вдолж Поврдарието, каде кон крајот на денот повремено ќе се засилува. Што се однесува до воздухот во Кавадарци и во Теквишијата, според ова програма што имам овде, воздухот е чист. Затоа да ги искористиме се уште убавите денови, иако е надвор облачно, помалку и магловито, но сепак воздухот е чист и може да се прошетаме во природа и да дишеме чист воздух. Пред да поминеме на следнава рубрика, почитувани гледачи, бидејќи ова е христијанско радио, ние ќе отпочнеме ова наша емисија, ова утринска програма со молитва. Господи Боже, уште еднаш те благодариме за ова ново утро и овој нов ден што ни го подаруваш во Твојата милост. Повторно те молиме да Ти управуваш со нашите животи, да не чуваш според Твојата милост. Тоа те молиме во Исусово име. Амин. Пред да ја споделам утринската порака, почитувани пријатели, сакам да прочитам неколку искри на мудроста кои верувам ќе ни бидат од корист во денешниот ден. Бог те благослови со нов ден, денес. Уживај во секој момент од денот, бидејќи секој ден е уникатен и не се повторуваат можностите кои Бог ти ги дава денеска. Денес ти имаш се што е потребно за да имаш благословен ден. Не заборавај да му заблагодариш на Бога за тоа. Уживај во благословите што Бог ти ги дава секој ден. Одиме на следново. Одвој време за размислување. Тоа е изворот на мудроста. Одвој време за читање. Тоа е темел на мудроста. Одвој време за спортување. Тоа ја одржува младоста. Одвој време да љубиш. Тоа е најголемиот Божи дар. Одвој време за смеење. Тоа е музика за душата. Одвој време за пријателите. Тоа ќе ти донесе срекни мигови. Одвој време за молитва. Молитвата е најтаинствената сила на човековата душа. Молитвата е дишење на душата. Се има своје доба и секоја работа под небото свое време. Не гледај назад, зашто твојата цел е пред тебе. Бог рече едно, а јас чув две. Силата е во Бога. Господи, во Тебе е добрината. Ти му враќаш секому според делата, зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта. Еве тоа бие овој неколку искрена мудроста, почитувани гледачи, за овој нов ден, 24 ноември. Сега сакам да ја споделам и утринската порака, која ова утро ја наоѓаме во книгата на пророк Захарија во Стариот Завет, 10 глава, првиот стих. Излевање
на позниот дожд. Ова е продолжение од минатиот ден, минатото утро, кога исто така читавме за позниот, односно за раниот дожд. Еве како гласи текстот. Барајте од Господа дожд во пролетно време. Господ ги создава молните и дава дожд. Му дава леп на човекот, а трева на добитокот. На исток, раниот дожд паѓа во време на сеењето. Тој е неопходен за семето да може да израти. Под влијание на плодоносните дождови, на површината избиваат нежни стебленца. Доцните дождови кои паѓаат кон крајот на процесот помагаат зрната да се налејат и да се подготват за жетва. Господ се служи со овие природни токови за да го представи делувањето на Светиот Дух. Иако ги цениме благословите на раниот дожд, не смееме да го изгубиме од вид факту дека без доцниот дожд кој го исполнува класот и допренесува зрното да созрее, житото не е спремно за жетва и работата на сејачот би била напразна. Божествената благодат е потребна на почетокот на секој понатомошен чекор и само Божествената благодат може да ја заврши работата. Немојте само мирно да чекате според вообичајниот ред на нештата, дождот да падне во одреден период. Молете се за него. Мораме со цело срце да бараме пороите на благодат да се излијат на нас. Треба да ја искористиме секоја можност да бидеме на линијата на благословите. Христос рекол: зашто каде се двајца или тројца собрани во Моје име, таму сум и јас посред нив. Матеј 18:20. Црковните собери, како што се камповите, малите заедници, по домовите и сите можности каде што се негова лична работа за душите, представуваат од Бога дадени можности за изливање на раниот и позниот дожд. На секој состанок на кој присуствуваме би требало да опатуваме молитви на Бога да ни подари топлина на љубовта и духовен дожд на нашите души. Додека бараме од Бога да ни го даде Светиот Дух, тој ќе не направи кротки, понизни и свесни дека сме зависни од Него за примање на позниот дожд во целост. Ако се молиме за благословот на верата, ќе го примиме како што го ветил Бог. Светиот Дух ќе дојде на сите они кои бараат лебот на животот да го поделат со своите ближни. Еве, почитувани гледачи, ова беше утринскиот текст или утринската порака. Ја најдовме во Захарија 10 глава, првиот стих. Уште еднаш Бог не подсетува дека доаѓа време кога треба да го молиме Бога за изливање на позниот дожд, кога сме во мали или во големи заедници, односно на мали или големи собери, и кога сме сами, ние постојно да го молиме Духот Свети да не исполни, тој да не употреби во ова последно време кога илјадници луѓе се уште умираат без Бога, без сознание за вистината. Многу луѓе денеска се уплашени од овој вирус и нормално, бидејќи наши мили драги заспале во Господа, ги нема повеќе. Ѓаволот рика како лав и сака да не уништи. Тој ќе предизвикува секакви бактерии, секакви вируси, секакви болести, се со цел да го собере неспремното граѓанство или луѓето кои се уште не се определиле на која страна ќе бидат, дали на Бога или на другата. Овде вели, молете се со цело срце да бараме пороите на благодат да се излијат на нас. Порои, знаете порои што значи? Овде имаме во градот една река се вика Луда Мара. Таа е претежно мала река преку летото, но знае да полуди. Кога ќе дојдат оние есенски или пролетни дождови, кога се топи снегот горе на планината Кожов, таа река може да полуди. Јас сум бил сведок каде што се излила таа река од своето корито. Тоа се големи порои и затоа овде Захарија користи тој израз порои, односно обилни дождови. Бог може во порои на својата благодат да бидат излиени врз тебе и врз мене, почитувани, ако ние го бараме Духот Свети, односно Светиот Дух, каде што се двајца или тројца собрани во Моје име, таму сум јас, вели Господ. Затоа нека и овој ден
биде ден кога ќе ги примеме тие порои на благодата, на милоста Господова. Нека Бог не исполни да бидеме Негови амбасадори, Негови канали преку кои ќе потече милоста, љубовта, речта Господова, таа радосна вест до срцата на многу луѓе кои денеска ги изгубиле своите мили драги, кои тагуваат за своите. Да, Библијата зборува дека живееме на една грешна планета, кај што ѓаволот рика и го уништува човештвото, но наше е да му веруваме на Бога, да се предадеме и што е да се случи, па да дојде смрт, ние да бидеме и во тие мигови на страната Божја. Нека Господ не благослови, почитувани гледачи, нека ни даде мир во овој вознемирен свет. Продолжуваме со една песна, потоа повторно се враќаме во нашата програма. Sveta noć, dok zvijezde sjaj svoj šalju, u tebi spas svijeta tog rodi se. Vjekovi mnogi čekali su ženo, spasenja čas koji Bog daje nam. Kroz noć zajada nebo radost javlja i mir svud širi, divne pjesme glas. Čujte svi taj glas, što radost nosi za vas, za vas. Je rođen Isus spas, o noć, o divna noć, o sveta noć. Kroz noć zajada nebo radost javlja i mir svud širi, divne pjesme glas. Čujte svi taj glas, što radost nosi za vas, za vas. Je rođen Isus spas, o noć, za nas je rođen Isus spas. Ево ни повторно назад во нашата емисија, почитувани гледачи. Во прилика сакам да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во живо, да следите нашата утринска програма на Глас на надежта од студиото од Кавадарци. И вам ви посакувам убав ден, да бидете радосни и благословени и успешни во вашата работа. А сега наред рубриката за молитвата. Постојано ние зборуваме за значењето, за вредноста на молитвата во христијанскиот живот. И ја утро сакам да прочитам неколку убави мисли од книгата Патот кон Христа. Сите вие кои сакате да имате ова книга, почитувани пријатели, ја немате, слободно пишете ни во четот, односно јавите се на нашата адреса или телефонски побарајте, а ние ќе ви ја пратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Интересна книга, многу советодавна книга, книга која е преведена, овде пишува на многу светски јазици. На 160 јазици е преведена ова книга, некаде околу 10 милиони примеруци. Затоа имате предност вие бесплатно да ја добиете како гледачи на нашата програма.
Ево неколку сегменти да пренесам кога е во прашање вредност или значењето на молитвата. Нашата душа нека се отвори и нека се издигне за Бог да може да ни помогне да ја вдишуваме небесната атмосфера. А како може нашата душа да се издигне пред Бога ако не преко молитва? Овде не се мисли на она душа кога некој веруват кога ќе умре човекот и душата оди во рај или во пекол. Не. Душа сама за себе не постои, почитувани пријатели. Душата е спој на тело и на живот и ние сме сите живи души. Кога умираме се случува обратен процес. Тој живот, таа животна енергија или искра што ние поседуваме се враќа кај Бога, што би рекле, и човекот оди во непостоење. Човекот е мртва душа, во смисол телото мој мртви. Зато овде вели, нашата душа нека се отвори и нека се издигне за Бог да може да ни помогне да ја вдишуваме небесната атмосфера. Ние мораме да живееме во таква Божја близина, што при секој неочекувано искушение нашите мисли да се свртуваат кон него исто толку природно како цутот што го следи сонцето. Изнесете му ги на Бога своите потреби, своите радости, своите таги, своите грижи, своите стравувања. Само жив човек може тоа да го направи. Пред Бога може да ги изнесеме нашите потреби, почитувани пријатели. Како овде што пишува нашите таги, радости, грижи, се оно што не тишти во молитва, ние можеме да тоа го побараме од Господа. Вие не можете да го преоптерутуваме, да го преоптеритиме Господа. Вие не може да го заморите. Она што тој ги избрил влакната на вашата глава, не е равнодушен кон потребите на своите души. Зашто Господ е полн со милост и со сочувство. Неговото срце полно е со љубов, а трогнато со нашите жалости дури кога само зборуваме за нив. Изнесете му го се она што го збунува вашиот ум. Тоа може го сториме само преко молитва. Но оној кој во својата рака ги држи световите и управа со сите работи на Вселената, ништо не му е премногу тешко да го носи. Се што е поврзано со вашиот мир, за него ништо не е премногу незначително за да го забележи. Нема ни едно поглавје во нашето искуство што за него би било премногу мрачно да го чита. Нема проблем кој за него би бил премногу тежок да го реши. Гледате, ако имаме проблеми во нашиот живот, да ги изнесеме пред Бога. Тој има решение за сите наши потреби. Нема несреќа што би го снашла најмалечкото негово дете, нема грижа што би ја мачила душата, нема радост што би разгалила, нема искрена молитва што би полетала од устните, а нашиот небесен Отец да не ја види, веднаш да не се заинтересира. Тој ги исцелува ранетите души и ги преврзува нивните рани. Односот меѓу Бога и секоја душа е толку личен и целосен, што се чини дека нема ниту една друга душа на земјата што го дели со неа неговото грижливо внимание, ниту една друга душа за која би го дал својот сакан син. Исус рекол, во тој ден ќе барате во мој име и не ви велам дека јас ќе го молам Отецот за вас, бидејќи самиот Отец ве љуби, туку јас ве избрав вас, и што е да побарате во мој име, Господ ќе ви даде. Меѓутоа, да се молиме во Исусово име значи многу повеќе отколку да го споменеме неговото име на почетокот и на крајот во молитвата. Тоа значи да се молиме според Исусовиот ум и дух, верувајќи им на неговите ветувања, подпирајќи се на неговата милост и творејќи ги неговите дела. Значи, почитувани пријатели, молитвата ни е неопходно потребно. Интересно овде писателот вели дека нашите молитви треба да ги завршуваме во името на Исус Христос. Зошто? Затоа што Исус е нашиот посредник. Тој ги прима нашите молитви кога ние ги упатуваме кон Отецот. Тој нас не представува и затоа убаво е кога ја завршуваме молитвата да ја завршуваме во името на Исус Христос, а не во името на Отецот, Светиот Дух, Исус Христос. Некои така се молат, не е тоа грев, меѓутоа сепак логиката зборува дека ние, нашите молитви, треба да ги завршуваме во името на Исуса Христа. Бог не бара од никого од нас да стане пустиник или монах.
да се повлече од светот за да прави богугодни дела. Нашиот живот мора да биде сличен на Христовиот меѓу планината и мноштвото. Оно што не прави ништо друго освен што се моли, наскоро ќе престане да се моли или неговите молитви ќе се претворат во празна навика. Интересно. Ќе прочитам ова реченица уште еднаш. Оно што не прави ништо друго освен што се моли, наскоро ќе престане да се моли или неговите молитви ќе се претворат во празна навика. Кога луѓето ќе се повлечат од општествениот живот, кога ќе се повлечат од подрачето на својата христијанска должност и од носењето на крстот, кога ќе престанат сериозно да работат за својот учител, кој сериозно работел за нив, тогаш нема зашто повеќе да се молат, немат повеќе потик за молитва. Нивните молитви стануваат лични и себични. Тие не можат повеќе да се молат за потребите на човештвото или за изградба на Христовото царство, ниту бараат сила за работа. Значи, Бог не приморава, почитувани пријатели, да се повлечиме тамо во планина, во некој самостан, да станеме монаси, испуснички живот да живееме и така да бидеме богоугодни на Бога. Не, ние може да бидеме обични граѓани, да живееме во општеството, но да одвојуваме време за молитва. Оде вели, ние мора да работиме со луѓето или за луѓето. Мора да го шириме, да ја шириме радоста вест за Христа. Оној кој само се моли, вели, ќе дојде ден кога тој и ќе престане да се моли. Значи, мора да бидеме свестрани личности. Ние губиме кога го занемаруваме предимството на меѓусебното дружење, јакнењето и храбрењето во служењето на Бога. Тогаш вистините на неговата речи губат својата јасност и важност за нас. Нашите срца не се повеќе просветлени, ниту потикнати со нивното посетувачко влијание и ние духовно слабееме. Еве, почитувани гледачи, тоа беше краткото размислување за молитвата. Сега одиме со уште една песна, потоа повторно се враќаме во нашето студио. Imam potreba, znaj, skoro sekoj čas, moli se za mene. Moli se za mene, tikaj, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide so mene tvoj čas. Koga vodi Boga, imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro sekoj čas, moli se za mene. Za tebe, ke se molam vas, koga ću na molitven čas. Za tebe, ke se molam, Bog da vide so tebe tvoj čas. Moli se za mene, tikaj, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide so mene tvoj čas.
Почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашата програма. Ово утро со нас во нашето студио имаме гостин. Тоа е Дехран Хајдар, проповедник во Христијанската адвентистичка црква во Шуто-Оризари, односно во Скопје. Неговиот престој во Каварици ќе го искористиме за едно кратко интервју по повод излегувањето од печат неговата нова книга Личност за сите времења. Тоа е книгата која имам во раце и неговиот престој во нашето студио утро ќе го искористиме да му поставиме неколку прашања. Најпрвин, добро утро и добре дојде во нашето студио. Добро утро, драго ми е што можам да бидам дел од оваа утринска програма. Тука сме заедно да поразговараме за ова нова книга за Исуса Христа. За Исус Христос се напишени многу книги. Што те потикна да и ти бидеш автор на една убава книга, некаде околу 80 страници од прилика, Личност за сите времења за Исуса Христа? Најнапред поздрав до гледачите, како и слушателите на студиото Глас на надежда, и драго ми е што ми го поставивте ова прашање. Лично за мене личноста на Исуса Христа е многу важна. Јас сум одушевен од личноста на Исуса Христа. Толку години читам, толку години размислувам за него и навистина сето она што го има направено, сето она што го има кажано. Секој оне што е отворен, искрен, што го гледа, го слуша, размислува, не може да остане равнодушен. Точно е, има напишано многу книги, но сакав првенствена цел ми беше да разговараме, размислуваме за најпознатата, за највлијателната, за личноста која што направила повеќе од било кој друг во овој свет, и размислувајќи така, секако прегледачи ви имате свој размислување да размислувате која е таа личност која што сето тоа го има во себе. За мене тоа е личноста на Исуса Христа. И читајќи и како верник и како пастор на црквата веќе неколку повеќе години, дојдов до идеја да сето тоа го соберам, ставам во една книга и да тоа го предочам до сите искрени читатели да малце повеќе размислуваат за него. Добро, од каде добивте не идеја, туку материјал, бидејќи Библијата е изворот? Така е. Сигурно користевте некои и други материјали кои ги склопивте да ова книга ја имаме ние во раце. Да. Па вака, повеќе од 20 на години читам, размислувам, проповедам за личноста на Исуса Христа. Секако главен материјал е Светото писмо, затоа што е тој извор на сите овие информации што ги имаме тука, како и останата друга литература и христијанска, како и друга литература која што ни дава информации поврзани со личноста на Исуса Христа. Така да тоа ми беа изворот каде што црпев, за да можам да го обликувам тоа што во самата содржина и го напишав. Кажи ни, Дехране, бидејќи ја имаме сега во раце, но за пошироката популација, за останатите луѓе, кога книгата ќе биде достапна? Па вака, ние имавме една свеченост и за таа свеченост ја направивме еден контингент од оваа книга, која што веќе отиден, беше голем интересот за таа книга, но веќе од следната седмица очекуваме да направиме еден поголем контингент и тогаш веќе ќе биде таа во прилика да добијат сите оние што се заинтересирани, и верувам дека ќе се пробуди интерес кај сите нив да почнат да ја читаат. Така. Можем ли сега во име на Глас на надежда да им ја понудам на нашите гледачи и слушатели, ако ја порачат, да им ја подариме? Секако, да, оние што ќе се јават, можеме и да ја подариме, така да еве, имате прилика. Почитувани гледачи, слушатели, иако книгата не може да се набави, бидејќи како што рече нашиот соговорник, стотина парчиња се излезени од печат, но наскоро ќе има неколку илјади примеруци, ќе биде со символична цена, но сите вие кои ќе се јавите во нашето студио со вашите податоци, ние ќе ве доставиме бесплатно. Еве, тоа ќе биде од издавачот. Издавачот на ова книга е Значи, Времето и знаците, да, така? Времето и знаците од Скопје, која што издала многу литература во тој правец, така да и сега со отворено срце, значи ја прифати да ја штампа и оваа книга. Така. Еве, ти благодарам, Дехране, што беше гостин во нашата утринска програма. Ти
посакувам и понатаму да пишуваш, да твориш и на тој начин да им се доближи Исус Христос до многу луѓе кои можеби се уште немат изградена вистинска слика за Бога. Имаш ли порака еве за нашите гледачи на крајот од овој разговор? Секако. Еве би сакал неколку збора да кажам од тој правец. Кога ја пишував ова книга и кога размислував како ова книга да биде достапна и да ја читаат и мотивиран од личноста на Исуса Христа, наведов неколку причини зошто е тој личност на сите времиња и која е неговата мисија тука на земјата. Драги наши гледачи, животот е еден. Оној кој што ни го дал животот и оној кој што ни го одржува животот, тоа е Исус Христос. Ја би бил многу среќен додека не служи здравието, додека сме во можност да читаме, да размислуваме, да се запознаеме со ова личност. Библијата е прв основен извор да добиеме такви информации. Овакви книга кои што и ова мојата книга ни помагаат на некој начин да ја разбереме и пораката од Светото писмо. Затоа набавете и книгата или Светото писмо. Знам дека и тука се нуди и Свето писмо бесплатно, може да се добие. Набавете, читајте, запознајте се со оваа личност и верувам дека вашиот живот ќе биде осмислен. Благодарам. Пред да се одјавиме, сакам на нашите слушатели и гледачи да им кажем дека господинот Дехран, почитувани гледачи, автори на други книги. Ја ве препорачувам и книгата Доброто ќе го победи злото, но колку разбрав таа веќе е распродадена и ја нема. Дали се размислува за второ издание? Да, се размислува. Ние очекуваме до крајот на ова година да го подготвиме, значи второто издание и веќе од почетокот на следната година тоа многу брзо ќе дојде и веќе да се стави во штампа и да се има во доволни количини да сите оние што се заинтересирани да ја набават. Благодарам Дехране за учеството во нашата утринска програма. Драги гледачи, се враќаме повторно во нашата програма после една музичка точка. Ништо не да ме најдеш, ти ми даде животно. Драги, скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене. Ти ми даде животно. Ке ти служам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, пред да ме најдеш, ти ми даде животно. Таги скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Се враќаме назад во нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во живо и следите утринската програма на Глас на надежта од Кавадарци. Следува рубриката Животни искуства. Пред себе имам овде едно интересно искуство кој сакам да го споделам со сите вас, драги пријатели. Бог има посебна мисија за тебе. Основниот текст го наоѓаме во Откровение 10 глава 11 стих. И ми рече, треба пак да пророкуваш меѓу многу народи и племиња, јазици и цареви. Насловот на ова наше утринско искуство гласи Опасност на Аљаска. Целиот град Ном
na Aljaska se našol v opasnost. To je bilo v 1925 godina, koga vo gradot Nom, smestem blizu do Arktičkog krug, imalo samo jedan lekar. Mislim, deka vašto dete ima vospalenje na krajnicite, im rekla lekar od Curtis Welsh na nekolkumina roditelji. No bidejki se javuvale sve poveke slučaji su isti simptomi, to je pošlo da se prašova da li može bi ja pogrešil diagnozata. Koga lugi to pošle da umirat, ja shvatil vistinata deka to je bila epidemija na smrtonosnata bolest difterija koja se vovlekla vo gradot. Naši te lokalni rezervi na lekovi bija premnogo stari, za da može da bidat iskoristeni. Najbliske te sodvitni lekovi možele da se nabavat stotici kilometri podaleko od ovde. Nom beše celosno opkružen so mraz, taka što brodovite ne može ništo da pomognat. Nekoliko avioni što može da go preminat toj pad, beja zasolniti vo tekotna zimata. Motornite sanki se ušte ne beja izmisleni. Doktor Welsh na nadležnite vlasti im pratil očajnička telegrama. Ni pristigna epidemija na difterija, itno mi se potrebni 1.000.000 dozi lekovi. Znači, ovaj doktor napišal telegrama do pretpostavenite vo vlasta s ova poraka. Ni pristigna epidemija na difterija, itno mi se potrebni 1.000.000 dozi na lekovi. V međuvreme na stotici kilometri oddalečenost bile sobrani potrebnite dozi na ovoj lek. No kako da se dostavat do Nom? Jedan čovjek po ime Mark Summers predložil lekovite da se donesat na sanki, koji ke bidat vlečeni od kućinja. To je bila njimata jedinstvena nadež da stignat lekovite navreme, za da se izbegne užasnoto širenje na difterijeta. Patot od gradot Nenana, njimata pojdovna točka do Nom, iznesoval 1085 kilometri. V normalni okolnosti za to patovanje bile potrebno okolo 30 dena. Međutim, to vreme trebalo da se skrati. Patovanje to počnalo, a zaprežnite kućinja i njimite vodači, poznati kako mušeri, moralo da ispratat izmrznati i drugi neprijatnosti. Znači, dodeka patuvale, morale studenilo da doživjat vr sebe, vr svoje to telo i mnogo neprijatnosti koji ke se najdat na njimno to patuvanje. Sepak spasovačkite ekipi prodolžile da se probivat ni snežnata vijulica preko opasnite planinski venci. Konečno, misijata bila uspešno izvršena. Na iznenaduvanje na site, celo to patuvanje trajalo samo 5,5 denovi. Za žal bila platena visoka cena, bidejki najmalku 5 kućinja zaginale. Na kraj v gradot Nom, koji vo to vreme imal okolo 1300 žitelji i okolo 10.000 v okolnite područja, od difterija umrele okolo 10 luge. To moželo da se ostvari samo zato što nekoj luge ja prifatile i ja dovršile misijata, čija cel bila da se spasi život od na lugeto. Evo, počtovani gledači, interesno iskustvo, interesno doživuvanje, mnogo odavno se slučilo, no sepak to bilo iskustvo novi žitelji vo mesto to, kako što ovdje go čitavme, Nom. Mesto koje imalo samo 1300 žitelji, no v okolnite sela i naselbi ušte 10.000 zabolele od teška bolest. Međutim, lekovite gi potrošile i morale da se snajdat i navistina bile doneseni lekovite, to patuvanje namjesto mjesec dena da traje, bilo skrateno samo za nekoliko denovi. Bog pravi čuda. Bog
го води својот народ. Ова била мисионерска станица, луѓе кои се жртвувале да донесат лекови на време, да се спасат и лјадници луѓе. И денеска тој истиот Бог е Бог и наш, и твој. Бог има решение за секој проблем, за секоја болест, само ако со вера му се довериме. Пред да поминеме на следнава рубрика, почитувани пријатели, еве ќе послушнеме уште една христијанска песна. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Поштовани гледачи, следува рубриката за здрава храна, здрави рецепти и воопшто потреби за нашето здравје, совети така натаму. Денеска со нас е Маја Велковска, дипломиран нутриционист. Таа не е во нашето студио, но ни испрати снимени пораки, така да во наредните неколку минути ќе слушаме за исхраната на диабетичарите. Така да припремете се да ја слушнеме пораката на Маја. Почитувани слушатели, денеска ќе разговараме на тема диабетес, односно ќе кажеме што е тоа диабетес и како треба да се исхрануваат сите кои што се соочуваат со оваа состојба. На почетокот ќе кажеме дека постојат повеќе типови на диабетес, но ние најмногу ќе се задржиме на диабетес тип 2, односно препораките кои што ќе ги кажеме тука најмногу се може да се применат кај овој тип на диабетес, иако може да се применат кај сите типови на диабетес, но најмногу резултати би дале кај диабетес тип 2, додека другите типови на диабетес се типови кои што
не секогаш само измените во исхраната и во начинот на живот се доволни за да се контролира нивото на шеќер во крвта и често пати тие бараат надзор од лекар и медикаментозна терапија. Дијабетесот се дефинира како група на метаболички пореметувања или болести кои што резултираат со појава на хипергликемија, која што настанува како последица на дефицит на инсулин, на лошо искористување на инсулинот или поради двете причини истовремено. Хроничната хипергликемија, која што е присутна кај дијабетичарите, е поврзана со низана долгорочни оштетувања, најчесто овие оштетувања настануваат во очите, во бубрезите, во кардиоваскуларниот систем и нервите. Како што кажавме, постојат повеќе типови на дијабетес, но најзастапен е дијабетес тип 2, кој што се карактеризира со високи нивоа на шеќер во крвта, кои што најчесто се последица на лошо искористување, односно лошо функционирање на инсулинот. Нели тука често пати се спомнува инсулинската резистенција како еден дел од дијабетес тип 2. Дијабетесот тип 2 е во голема мера поврзан со начинот на исхрана и со начинот на живот и поради тоа постои голем простор за да се постигне одредена контрола на гликемијата во крвта преку промени во начинот на исхрана и во начинот на живот, и тоа е она на што ќе се задржиме денес. Значи, кои би биле најважните совети кои што треба да ги практикувате во вашиот живот, за да може да си помогнете полесно да подобро да го контролирате шеќерот во вашата крв. Дијабетичарите треба да конзумираат храна која што има низок до среден гликемиски индекс. Ова се препорачува за да се избегнат нагли растови на нивото на шеќерот во крвта, пошто обично следува и нагол пат на шеќерот во крвта. Храната која што има низок до среден гликемиски индекс всушност овозможува шеќерот во крвта полека да се покачува и полека да се намалува, односно ваквите оброци ни помагаат да имаме по-стабилни нивоа на шеќерот во крвта, што е нешто кон кое се стреми секој дијабетичар, па и здрав човек, значи стабилни нивоа на шеќер во крвта. Затоа ни помага храната со низок до среден гликемиски индекс. Е сега што значи ова храна со низок до среден гликемиски индекс? Тоа значи дека треба да ги комбинирате намирниците во оброците така што да избегнете внес на прости шеќери во поизолирана форма, бидејќи всушност простите шеќери се тие кои што најнагло го покачуваат нивото на шеќерот во крвта. Значи не постојат кај лица кои што немаат некои сериозно високи нивоа на шеќер во крвта или немаат некоја сериозна потешкотија со контрола на нивото на шеќер во крвта, практично може да се конзумираат скоро сите намирници, нели може да се конзумира и овошје, може да се конзумираат и житарки и така натаму, но сето тоа треба да биде во соодветни комбинации, односно таа храна која што има попрости шеќери, која што побрзо го покачува шеќерот во крвта, да се комбинира со други намирници кои што ќе го избалансираат тоа брзо покачување на нивото во крв, на нивото на шеќер во крвта и ќе дадат едни постабилни нивоа на шеќер во крвта. Ова всушност значи дека, например, ако изедете само овошје без никакви други додатоци во изолирана форма, значи не го искомбинирате со нешто друго, најверојатно тоа овошје ќе доведе до покачување на нивото на шеќерот во крвта. Но, например, ако овошјето е само дел од еден оброк,
ако оброкот да речеме се состои од парче интегрален леб со некој здрав намаз и тука во целата таа комбинација влезе едно парче овошје, тогаш овој оброк ќе биде многу ќе биде извор на многу постабилни нивоа на шеќер во крвта. Значи нема да доживеете раст нагол на шеќерот во крвта, па потоа и пад. Не е проблем во повеќето случаи да се консумира овошје, но тоа овошје вообичаено не треба да се конзумира во изолирана форма, односно треба да дојде во комбинација со извори на здрави сложени јаглехидрати, на здрави протеини и масти, за да може да се намали целокупниот гликемиски индекс на оброкот. Исто така се препорачува да се избегнува и користење на други концентрирани прости шеќери во изолирана форма, например шеќер, маџун, мед и така натаму. Многу полошо е за еден дијабетичар да испие шолја чај во која што има додадено една лажица мед или маџун или така натаму, отколку, например, да изеде некоја житна каша, овесни снегулки со една лажичка мед, со ленено семе и така натаму. Значи, медот во чајот и медот во овесната каша сосема различни растови на шеќерот во крвта ќе дадат. Значи, треба да се внимава на комбинацијата на оброците за, како што кажавме, да се постигнат стабилни нивоа на шеќер во крвта. Односно, сите нешта кои што имаат повеќе шеќери, како овошјето, сладувачите, житарките и така натаму, треба да се комбинираат со здрави извори на масти и на протеини, односно со зеленчук, со семења, со јатки, со животински производи, млечни производи, риба, јајца и така натаму, за да се постигнат постабилни нивоа на шеќер во крвта. Доколку дијабетичарот има инсулинска резистенција, тогаш се препорачува да се практикува и секојдневен интермитентен пост во трајање од 12 до 14 часа, бидејќи е докажано дека овие постови поволно влијаат на поправање на ситуацијата со инсулинската резистенција, но ако сте на терапија со инсулин или на поголема терапија со таблети за контрола на шеќерот во крвта, тогаш треба да се консултирате со лекар пред да го применете овој совет. Се препорачува да се бира храна во што поприродна и нерафинирана форма, за да можете да ги внесете сите витамини и минерали кои што се многу важни за добар метаболизам на целата храна, односно за добро преработување на целата храна што ја внесувате во вашиот организам. Постојат некои намирници кои што имаат докажан антидиабетичен ефект. Тоа се ѓумбирот, циметот, бобичестото овошје како боровинките, лененото семе, куркумата и така натаму. Некои од поважните нутриенти кои што се клучни за добар метаболизам на гликозата во телото се хром, витамин D, витамин B12, витамин B1, магнезиум, јод и цинк. Исто така препорачувам да се избегнува внес на поголеми количини на овошје и на останати јаглехидрати навечер. Секако, секој организам е различен, но повеќето дијабетичари не толерираат огромни количини на јаглехидрати конзумирани навечер. Исхраната треба да биде богата со зеленчуци, со јатки, со семки, со мешонки, со интегрални житарки. Од овошјата треба да им дадете предност на црвените овошја, кои што имаат помали количини на шеќер, животинските производи да бидат попосни, да се преферираат живински меса, домашни јајца, риба, попосни млечни производи, а црвеното месо да е помалку застапено или да не е застапено. Гледајте да внесувате доволна количина на храна, односно да не внесувате повеќе калории од тоа што ви е потребно. Јадете 2 до 3 добро избалансирани оброци во текот на денот и по потреба 1 до 2 ужинки. Не е задолжително за дијабетичарите да имаат ужинки, значи и само со 2 до 3 оброци може да се постигнат стабилни нивоа на гликемија во крвта, но секој организам е различен, така што доколку има потреба може да се вклучат и ужинки, но сите оброци треба да бидат со нисок до среден гликемиски индекс и подобро е да се применува
леп кој што е направен од житарки различни од пченица, например може да се употребува ржан леп, бидејќи пченицата има повисок гликемиски индекс за разлика од другите житарки и се очекува леп кој што е направен од други житарки да даде постабилни нивоа на шеќерот во крвта. Тоа би биле сите совети кои што ги имаме за денес во однос на исхрана на диабетичари, па се надевам дека ќе ги примените и дека ќе ви помогнат за подобро да ги контролирате нивоата на гликемија во крвта. Се враќаме во нашата програма, почитувани гледачи, и благодариме на Маја за споделените совети. Инако да ви напоменам дека Маја ќе биде гостинка и во утрешната утринска програма со нова тема, затоа ви закажувам средба да ја следите и утре некаде во ова време, значи предпладне со почеток во 8 часот и 30 минути во нашата утрешна програма. Следува сега рубриката за која зборуваме исчезнати градови и цивилизации. Денеска, почитувани гледачи, сакам да ви прочитам, да ви пренесам интересни информации за Коринт, градот на трговците. Интересно, тој град бил град на раскрсница, каде што се спојувале многу патишта, трговски патишта, каде што доаѓале луѓе од многу држави, од многу градови и тука тргувале, купувале и продавале. Коринт е стар грчки град кој се наоѓал околу 8 километри југозападно од денешниот Коринтски канал во подножјето на Акрокоринт. Поради својата положба како единствена копнена врска меѓу Северна Грција и Пелопонез и бидејќи имал две пристаништа кои се протегале на два залива, бил значаен и богат град. Во 27-та година пред Христа Коринт станал главен град на римската провинција Ахаја. Коринт служил како крстосница меѓу Исток и Запад. Археолошките податоци говорат дека Коринт бил еден од првите населени делови на Грција. Напредниот држава град Коринт настанал во 8 век пред Христа. Во ова време настанува и поетската школа што ја основал Емвилеј, а едновремено се појавува и коринскиот грнчарски стил кој поприма големо влијание од Исток. Тоа било време кога Коринт го достигнал својот зенит на напредок и моќ. Коринските бродови пловеле и на исток и на запад, превезувајќи вредни корински производи. Атинската трговија и империализмот направиле во 5 век пред Христа Коринт да почне да слабее и да го губи својот углед и моќта. Во хеленистичката доба Коринт бил центар на индустријата, трговијата и банкарството. Токму напредовал што станал член, а едно време бил и водички град на Ахајската лига, и тоа во периодот од смртта на Александар Македонски до подемот на римското влијание во Грција. По кратката војна кампања, која предизвикала и освојување на Грција во 196 година пред Христа, римјаните го прогласиле Коринт за слободен град. Меѓутоа, тие набрзо биле принудени да го ограничат влијанието на Коринт и на лигата. Градот бил целосно уништен од Мумиус во 146 година пред Христа. Потоа Коринт лежал во орнатини 100 години, додека Јулиј Цезар во 46 година пред Христа не издал наредба повторно да биде изграден. Ова книга, почитувани гледачи, која имам кај себе, Исчезнати градови и цивилизации, е полна со информации, со податоци, археолошки докази дека Библијата е во право, дека тие градови кои Библијата ги опишува постоеле или постојат, бидејќи пронајдени се многу ископувања во земјата, многу глинени плочки се пронајдени, многу докази што едноставно ја потврдуваат веродостојноста на Библијата, на Светото писмо. И сите вие, драги гледачи, кои сакате да имате Свето писмо бесплатно во вашите домови, слободно јавете се, пишете ни, а ние ќе ви го испратиме по пошта или пак нашите соработници ќе го донесат во вашиот дом. Затоа слободно напишете, порачете и ќе го имате писмото
во ваши раце. И на тој начин уште еднаш ќе се потврди, како што читавме за Коринг денеска, дека тој град постоел и едноставно и денеска постои, во смисол пронајдени се многу докази дека тој град бил навистина, како овде што читавме, центар на трговијата. Имало внатре многу храмови на разни божици. Знаете, Грција е полна со божества, со многу филозофи и тоа Библијата ни го кажува. Сега, поради времето, ние нема повеќе да читаме податоци, но доколку сакате да имате ова книга, може да ја порачате од издавачкото друштво Знаци на времето од Скопје, кој всушност ја издаде ова книга. Еве, драги гледачи, драги пријатели, полека дојдовме до крајот на нашата денешна утринска програма. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме во овие 60 минути. Ви закажувам нова средба, ново дружење со убави содржини и утре наутро во 8 часот и 30 минути. А до тогаш останете со здравје, чувајте се и довидување. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.